Почитувани слушатели, ви посакувам Божи благослов. Денес ќе размислуваме на тема наново раѓање. Текстот се наоѓа во Евангелието според Јован, 3 глава од 1 до 10 стих. Кога некој би ме прашал од каде да почне да го чита Светото писмо или Библијата, јас би му препорачал да почне од Евангелието според Јован, и тоа да почне од 3 глава, и тоа од 1 стих. Залудно е да се зборува за се друго, ако некој не се роди од озгора. Исус вели, ако некој не се роди од озгора, не може да го види Царството Божјо. Кога Никодим дојде кај Исус да разговара со него, Исус почна од почеток. Ако некој не се роди од озгора, од небото, не може да го види Божјото царство. Ти, Никодим, велиш оти знаеш дека јас сум учител од Бог испратен. Ти знаеш дека никој не може да ги прави овие чуда што ги правам јас, ако не е Бог со него. Добро, Никодим, но пред да можеш да ги разбереш небесните работи, морам да ти кажам ова. Ако некој не се роди од озгора, не може да го види Божјото царство. Што е тоа наново раѓање? Прво, сакам да истакнам што не е наново раѓање, зашто има работи кои полесно се разбираат кога ќе се објаснат што тие не се. Тоа не е наново телесно раѓање. Никодим веднаш разбра дека наново раѓањето не е повторно телесно раѓање. Тој бил паметен човек и знаел дека кога човек ќе порасне, тој не може повторно физички да се роди. Може ли човекот да се претвори во првобитна келија и да влезе во утробата на мајка си за да се роди повторно? Не. Никодим ни дава многу разумен одговор. Тој рече, како може човек да се роди кога е стар? Зар може и повтор пат да влезе во утробата на мајка си и да се роди? Никодим, значи, ја согледува апсолутната неможност телесниот човек некако наново да се роди, па дури кога тоа би било можно, со тоа ништо нема да се постигне по прашањето на спасението, затоа што и повтор пат би се родил исто таков, каков што првиот пат се роди грешник, на кого се уште му е потребно наново раѓање. Тоа Исус му го објасни, зашто роденото тело е. Гревот преку Адам го изобличи човекот, човечкиот род, па човекот стана расипан и неспособен за било кое добро дело. И самиот Бог не сакаше да го поправа стариот телесен човек. Во 14-тиот псалм, Бог дава оценка за луѓето онака како што тој ги гледа, а не ние. Еве што Бог вели. Господ гледа од небесата на човечките синови, за да види дали има некој разумен, кој го бара Бог. Одговорот е нема. Дали најде некој кога погледна? Не. Да видиме. Понатаму што вели Бог. Сите свртија заедно. Сите се расипаа, нема кој да прави добро, нема ниту еден. Апостол Павле во Римјаните го вели следново. Како што е напишано, нема ниту еден праведен, нема ниту еден разумен, нема кој да го бара Бог. Сите се отстранија, заедно станаа негодни. Нема кој да прави добро, нема ниту еден. Грлото нивно отворен гроб, со јазиците свој мамат, под јазиците нивни аспиден отров. Устата нивна е полна со клетва и горчина. Нозете нивним се брзи за пролевање крв, пустоши и маки по нивните патишта. Тие не го познаа патот на мирот,
Страв Божи нема пред очите нивни. Ова стои запишано во Римјаните 3 глава од 10 стих надолу. Ова е потполна слика на човекот. Како Бог гледа на нас без обзир дали ние тоа го веруваме или не. Тоа не ја менува ситуацијата, затоа што Бог не гледа како ние што гледаме. Човекот гледа на лице, а Господ гледа што е во срцето. И како што гледаме, наново раѓањето не е телесно раѓање. Наново раѓањето не е држење на известни црковни обреди или закони. Го запрашале некој човек од некој манастир што е тоа наново раѓање. И знаете што одговорил? Тоа е кога човекот ќе облече свештеничката мантија. Некои велат дека преку крштевањето со вода, во името на Таткото, на Синот и на Светиот Дух, душата му се чисти од сите гревови и се осветува. Но од каде толку беззаконија, војни, проституција, криминал, кога сите луѓе се крстени или кога биле деца или возрастни и душата им постанала чиста од гревот, а истовремено и света. Тоа не е возможно. Некои велат, ако го држиме законот, тоа е наново раѓање. Ако е така, тој, кој би можел, би бил Никодим. Зашто Исус му вели, ти си учител, Израелев, па тоа ли не го знаеш? Тој го учеше Израелевиот народ за законот, го знаеше Стариот Завет напамет, но за наново раѓањето не знаеше ништо. Ги поминал сите училишта каде се изучувал законот, но не и наново раѓањето. Кога Никодим денеска би бил жив, би бил почестен со највисока положба во религиозниот свет. Но со законот никој не може да се спаси. Еве што вели Библијата. Знаеме дека она за што зборува законот се однесува на оние што се под законот, за да се затворат устите на сите и така целиот свет да стане виновен пред Бог. Законот е даден да ги обвини луѓето и секој да постане свесен за својот грев, а не да се спаси. Да се затворат устите на сите и така целиот свет да стане виновен пред Бог. Ниту крштевањето, ниту законот не е наново раѓање. Наново раѓање не е исто така да се приклучиш на некоја црква. Некои мислат дека ако припаѓаат на одредена црква, ќе се спасат. Или било какво име луѓето да ја дадат на својата црква и колку убави да се нивните цркви, тоа никој не може да го однесе во небо. Или можеби не знаете дека Никодим припаѓаше на најголемата религија во своето време, јудеизамот. Евангелието не известува. Меѓу фарисеите беше еден човек по име Никодим, кнез јудејски. Знаете, кога зборуваме за фарисеите, ние веднаш мислиме на лицемерство и формализам, поради нивните препирки со Господ Исус Христос. Меѓутоа, во Исусовото време, ова беше религиозна група, која се спротивставувала на неверието. Тие го бранеле писмото и татковските обичаи. Да се биде фарисеј значело да се помине низ најтешките проби на побожноста и на училиштето. Народот од нив многу очекувал. На таква група припаѓаше и Никодим. Но припаѓањето на некоја црква не е наново раѓање. Вие можете да бидете член на најдобрата црква и можете да ги извршувате сите можни обреди, но Библијата вели, треба да се наново родите. Апостол Петар вели, зашто под небото нема друго име дадено на луѓето, со кое би можеле да се спасиме. Дела апостолски, 4 глава, 12 стих. Спасува само едно име – Исус. Да те спасат не можат ниту протестантските, ниту православните, ниту католичките цркви. Може само Исус Христос.
Тоа е единственото име под небото преку кое луѓето се спасуваат. Сигурно сега се прашувате, ако наново раѓањето не е повторно телесно раѓање, не е држење на црковните обреди, на законот, ако не е припаѓање на некоја црква, тогаш што е? Наново раѓање е да се прими небесна божествена природа. Исус му вели на Никодим: зашто роденото тело, тело е. Роденото дух, дух е. Што е родено од тело, тело е, вели Исус. Тоа е родено од грешниот човек на земјата. Па кога човекот би можел и 1000 пати да се роди телесно, тој и понатаму би останал тоа што е и сега, грешник. Но наново раѓањето е од Божјиот дух. Исус овде спомнува две раѓања. Роденото тело, тело е, а роденото дух, дух е. А апостол Јован во неговото послание вели: од Бог е роден. Ние првин се раѓаме телесно, а потоа духовно. Кога човекот ќе се наново роди од озгора, ништо не се случува со неговото тело. Телото и понатаму останува тело, но Бог става во нас или во него нов духовен човек со Божја природа, од Божјиот дух роден. Апостол Петар ни сведочи за тоа, велејќи: преку кои ни се дарувани многу големи и драгоцени завети, да преку нив да станете учесници во Божјата природа, ако се оддалечите од телесните похоти на овој свет. Ете што е наново раѓање. Тоа е Божја природа во нас, преку Светиот Дух, која ја создава самиот Свети Дух. Еве за ова што веле апостол Павле: затоа ние не паѓаме со духот. Иеко нашиот надворешен човек тлее, но внатрешниот од ден на ден се подновува на Божја слава. Овде Павле овие две природи ги нарекува надворешен и внатрешен човек. И тој согледува дека внатрешниот го победува надворешниот. Слично вели: да ви даде по богатството на својата слава крепко да се утврдите преку неговиот дух во внатрешниот човек. Ефесјаните 3 глава 16 стих. Кој треба да се наново роди? Ако мислиме дека тоа му е потребно само на криминалците и расипаните грешници, се лажеме. Некој би рекол дека само оние кои крадат, лажат, убиваат и мислат зло на другите, дека само тие треба да се наново родат. А јас? Па јас на никого не му мислам зло. Не крадам, не лажам, не убивам. Јас да се наново родам? Да, Никодим не беше крадец, не беше убиец, ниту лажец, туку тој беше многу чесен и искрен човек. Во тоа нема ништо лошо, такви треба да бидеме сите. Никодим мислеше дека тоа му е доволно без наново раѓање, но Господ Исус му вели дека треба да се наново роди. Исус секогаш има ист пат за спасение, како за криминалците, така и за надворешно побожните. Ист пат за спасение му покажа и на разбойникот на крстот, и на жената Самарјанка која живееше во прелюба, и на добриот и побожен Никодим. Но можеби некој ќе рече дека наново раѓањето е за оние кои не се родени во христијанско семејство. Јас сум ја наследил верата, велат тие. Одам во црква од мал, ги слушам проповедите во недела, пеам, ја читам Библијата, се молам, крстен сум, татко ми и мајка ми се верни. Но, драги пријатели, Никодим имаше многу повеќе. Тој беше фарисеј, тој беше учител Израелев, беше дете на заветот, припаѓаше на народот израелски, на Божјиот народ, избран народ, народ со кој Бог направи завет, народ на кој му го даде законот и моралниот, народ на кој му го даде Светото писмо, на народ од кој дојде дури и Исус Христос. Тој на 8-миот ден беше обрезан, обучен во најдобрата традиција и обичаи.
беше член на најголемата религиозна група во свое време, но сеедно беше изгубен. Исус би му рекол, тоа е добро Никодиме, но мораш да се наново родиш како што веќе му рече. Човек може да биде најголем криминалец или најчесен граѓанин. Тој може да биде атеист или член на црква. Сеедно, тоа не ја менува работата. Пред Бог нема ниту еден праведен. Верата не се наследува од родители. Пред Бог не е важно колку е некој образован и што завршил. Кога Бог некој ќе го просветли, па иеко тој нема никакво образование, ниту е порастен во црква, тој може повеќе да ги познава Божите тајни, отколку некој побожен теолог кој има само наследна вера. Никодим беше член на Синедрионот. Тоа била водечка група на луѓе која донесувала одлуки за духовниот живот на Израел. Неговиот збор бил одлучувачки. Јован го нарекува кнез јудејски. Со обзир на тоа што евреите немаа политичка ни економска власт, беа под римска управа, јасно е дека тој беше религиозен водач, но и покрај сето тоа тој беше телесен човек. Телесниот човек е слеп за духовните работи. Телесниот човек не го прима она што е од Божиот дух. За него тоа е безумство и не може да го разбере, оти треба духовно да се испита. Човек може да биде голем математичар, хемичар, генијалец во техниката, но сепак да биде потполно слеп за духовната вистина. Кога Џон Бањан, авторот на патот на христијанинот, држел секое утро проповеди во Лондон, секогаш имало многу луѓе, но меѓу нив бил и учениот Џон Овен. Нему еднаш кралот Карло II му рекол: "Не можам да сватам како вие, толку учен човек, можете да ги слушате проповедите на нешколованиот Котлар." Овен на тоа му одговорил на кралот: "Кога би имал таква надареност и вештина, како што ја има тој Котлар за проповедање, со радост би се одрекол од сета своја ученост." Ништо не може да го замени наново раѓањето. Значи, кој треба да се наново роди? Секој човек. Резултат од наново раѓање. Човекот има две природи: тело и дух. Во нас веднаш настанува борба. Ако таа борба ја нема, тоа е знак на смрт. Телесниот човек останува и понатаму грешен. Кога ќе се преобратиме кон Господ, ние стануваме ангели. Односно, ние не стануваме ангели, туку и понатаму сме луѓе, победата лежи во новиот човек. Наново родениот човек нема желба да греши. Ова убаво ни го пишува Толстој. Кога поверував во Христос, бев како човек кој тргнал на пазар нешто да купи. И кога на половина пат се сетил дека тоа повеќе не му треба, па се вратил назад. И така, она што беше лево, премина на десно. Она што беше десно, премина на лево. Она што некојаш го сакав, сега го мразам. Она што го мразев, сега го сакам. Дали си наново роден? За ова има само еден услов. Си го слушал Божиот збор, си сватил дека си грешен, но сето тоа не ти помага. Ништо, ако не веруваш во Исус Христос. Ти не си наново роден. Исус ова му го кажа на Никодим. И како што Мојсей ја подигна змијата во пустината, така треба да се издигне Синот човечки, та секој што ќе поверува во него, да не погине, но да има живот вечен. Никодим веруваше дека Исус е само учител од Бог, но Исус му вели дека треба да верува дека е Божи син кој ја зеде на себе човечката природа и умре на крст, и тогаш ќе доживееш или ќе доживее наново раѓање. И затоа ќе ги завршам овие зборови со зборовите на апостол Јован. Секој кој верува дека Исус Христос е од Бог, тој е од Бог роден. Прво Јованово писмо, 5 глава, 1 стих. Амин.